Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите капучино шнити. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Во длабок сад ги кршиме јајцата. Го додаваме шеќерот. Матиме со миксер додека шеќерот се растопи. Ги додаваме брашното, прашокот за печиво, какаото и мелените бадеми. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Тестото за пандишпан го ставаме во тава за печење обложена со хартија. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 30 минути на температура од 200 степени. Почнуваме со подготовка на капучино филот. Во тенџере на оган налеваме половина литар млеко. Во преостанатото млеко во мензурата ги додаваме густинот, прашокот за пудинг и шеќерот. Мешаме со жица за матење. Потоа непрекинато мешајќи во заврееното млеко ја додаваме содржината од мензурата. Откако кремот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Во тенџере на оган ставаме 50 мл млеко да се загрее. Ги додаваме белата чоколада и инстант капучиното. Мешаме со лажица. Откако чоколадата ќе се растопи, го тргаме тенџерето од оган. Во тенџерето со изладениот крем ја додаваме изладената смеса од капучино. Матиме со миксер додека смесата се соедини. Во сад за матење го ставаме путерот. Го матиме со миксер додека стане пенест. Ја додаваме содржината од тенџерето. Повторно матиме со миксер додека филот се соедини. Пандишпанот го вадиме од тавата и ја отстрануваме хартијата. Потоа го сечеме пандишпанот на 3 еднакви ленти. Првата лента пандишпан ја ставаме на послужавник. Ја попрскуваме со рум. Ја премачкуваме со капучино фил. Врз филот ја ставаме втората лента пандишпан. Ја попрскуваме со рум. Ја филуваме со капучино фил. Врз филот ја ставаме третата лента пандишпан. Попрскуваме со рум. Целата торта ја премачкуваме со капучино фил. Потоа ја сечеме тортата на парчиња. 2 парчиња ставаме на чинија за сервирање. Украсуваме со една црвена шеќерна роза и 4 зелени шеќерни листови. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 90 минути. Добар апетит!